Драги гледачи, еве се вклучуваме топка на време. Судијата Никола Костенчев даде знак за почеток на второто полувреме. Осмина финале куп надпревар помеѓу екипите на Брегалница и на Беласица. Поправите 45 минути. Овде на градски во Штип играчите остана должни на любителите на фудбалот покрај малите екрани. Надпреварот е засега без голови 0:0. Имаше можности, шанса за голови. Брегалница имаше уште во првата минута кога сосема оправдано беше досуден пенал, меѓутоа ударот на Мартин Стојанов перфектно го одбрани голманот на гостите Димитар Ѓоргиев. Во бела комбинација играчите на Беласица, во сина стандардно играчите на Брегалница. Ристен Умов, кој воедно и капитен на екипата на Брегалница, Шоповски. Повтора топка за Шоповски. Убаво ја протава топка, меѓутоа лошо го прави ова. Лош удар кон голот крај стативата, топката оди во гол-аут. За сега не забележувам промена кај играчите ниту на едниот, ниту на другиот тим. Немаше ниту сигнализација од четвртиот судија Дејан Младеновски. Значи остануваат составите од првиот дел. Накратко ќе ви ги сообштам за ваша целокупна информација. Значи, да ја последиме само оваа акција на Беласица. Лошо го прават тоа аут за Брегалница. Значи, за Брегалница настапува Денковски, Ѓоргиевски, Митрев, Мартин Стојанов, Шоповски, Ацковски, Наумов, кој е капитен на екипата, Ристен Умов, Мирчевски, Додев, Бакрачевски и Дарко Стојанов. За екипата на Беласица Ѓоргиев, Милушев, Размовски, Митревски, Пановски, Ивановски, Серафимовски, Бајрами, Радојчи, Калановски и Дасилва Робсон, бразилец во тимот на Беласица. Главен суден на денешниот надпревар Никола Костенчев, помошници Гоце Петревски и Милош Милошевиќ, четврти судија Дејан Младеновски, сите од Скопје. Контролор Маријан Ристевски-Тилчево, делегат Али Шукрија од Липково. Атака на Беласица. Направен е прекршок. Слободен удар, фаулиран Наумче Бакрачевски, играчот на Брегалница. Постојано допираат и до вас, драги гледачи, советите на шефот на стручен штаб кај Беласица. Тоа е познато име Шефки Арифовски. На спротивната страна исто така Добринко Елиевски, кој го краси прекарот Пижон, а акција започува Мартин Стојанов, играчот кој што не успеа од 11 метри да го совладат гостинскиот голман Димитар Ѓоргиев. Со број 2 Бојан Ѓоргиевски кај Брегалница. Митрев, Дарко Стојанов. Повторно Дарко Стојанов се проигра со Ацковски, Шоповски, Бакрачевски, го гледа распорот за своите соиграчи. Мартин Стојанов не успева. Беласица организира нов напад. Во празно, нема офсайд, тука е голманот неуспешна интервенција на Денковски. Може да се Беласица дојде во водство и да, тоа е гол. Убава акција, брза контра на фудбалерите во бело. Бела радост со број 80. Робсон да Силва, бразилец во редовите на Беласица и ја доведува својата екипа во водство од 1:0 или Брегалница Беласица 0:1. Да Силва. Ја бележиме петата, шестата минута од второто полувреме и гостите од Струмица доаѓаат во водство.
Брегалница тегнува центарот, Ристе Наумов, Бакрачевски, така е тоа кога не се користа шансите, стигнува казна, така е, тркалеста е топката, непредвидлива, брза акција, би рекол, на играчите од Струмица, контрнапад, се обиди голманот Денковски, меѓутоа со лискарски старт не успе и сега да видиме, мора да биде жол картонова за Шефке Арифовски. Некако втрче во теренот, бараше прекршок, може би беше и во право, меѓутоа да му верувам и на судијата Никола Костенчев, кој што досега без грешка го води над преворот, педантът е во своите одлуки, не дозволува грубости, жол картон за шефот на стручен штаб на Белашица. Шоповски, Мирчевски, Бакрачевски. Во средина слободен удар за Белашица. Да Силва, Милушев, повторно Да Силва, во средина, одлично го прави тоа. Убава беше замислата на Да Силва, меѓутоа на време на реакција на голманот Денковски. Бакрачевски, на него оди Калановски беше тоа. Георгиевски и сега невнимание на играчот со број 7 Дарко Размовски, жол картон, да. Се извинува играчот од Струмица, меѓутоа втор жол картон за играчите на Белашица. Првиот го заработи во првиот дел Даниел Радојчиќ, а сега и Дарко Размовски. Кај Брегалница за сега нема жолти картони, жол картон има и за шефот на стручен штаб Шефке Арифовски. Аут. Не стигна Милушев. Аутот е веќе изведен, невнимание на Шоповски. Марти Стојанов. Лезгасти старт на Радојчиќ беше тоа. Бакрачевски. Георгиевски. Марти Стојанов. Шоповски. Марти Стојанов. По десната страна крај него на првата статива нема никој. Сигурна интервенција на Георгиев. Крај него беше, Митевски го изблокира токму доволно да ги заскрие со играчите на Марти Стојанов и да упати центаршот на првата статива, но таму немаше никој од неговите соиграчи. Дегажман на голманот Георгиев, а топка во носете на Размовски. Крај него беше Георгиевски, Шоповски. Убаво во празно, убаво беше идејата, замислете, но на место е Бајрами. Слободен удар за Белашица. Митевски. Серафимовски беше тоа, ја губи топката. И да видиме, не знам зашто се фате за лицето играчот на Брегалница, дали се, не знам зашто се работи, немаше никој во негова близина. Едноставно се фати за лицето, легна на тревата и близо беше судијата, кој што повика лекарска екипа. Дали ќе дојде до првата замена. Во редовите на Брегалница не видов за кој игра станува збор, се уште се укажува лекарска помош од страна на доктор Никола Костадинов и физиотерапеутот Владко Китановски, Денковски. Играта продолжува
За сега Брегалница со 10 играчи на теренот. Митрев бара некој своите си играчи, на место е Пановски беше тоа. Радојчич. На спротивната страна нема никој, повторно со осемен Размуски. Стигнува Георгиевски. Обид за удар, шутира и корнер. Прв удар од агола за Беласица, 2:1 во корнери, 0:1 во голови, водство на Беласица со голот што го постигна да Силва во 50-та минута. Корнерот е изведен на средината на теренот, непречен од никог удар со глава, повторно несигурно одбраната на Брегалница, лесно дозволија да се упати удар кон голот, меѓутоа непрецизен беше овој пат. Ми се чини Милушев беше тоа, да, со број 3 Милушев упати удар, непречен од никого, за среќа над голот на Брегалница. Мирчевски, Бакратевски. Георгиевски. Бакратевски. Ристен Умов. Мирчевски. Марти Стојанов подскока топката смири, го гледа распоред на своите соиграчи, сакаше да го запасли капитенот Ристен Умов, се уште Мартин Стојанов кај топката. Повторно убава идеја беше тоа на Марти Стојанов, меѓутоа на времена реакција на одбраната на Беласица. Моментален преглед на останатите резултати: Академија Вардар 0:0, Брегалница Беласица 0:1, Кожуш Силекс 0:2, Македонија Ѓорче Петров Каменица Сасо 3:0, Ренова Пелистер 0:2, Шкенде Гостеора 1:0, Шкупи Китго Пекчево 5:0 и без голови Струга Тримлум Работички. Ристен Умов во обид да организира напад ја губи топката. Притисок на играчите на Беласица, иницијатива нивна по постигнатото водство. Брегалница некако несигурна, како да се изненадени играчите на Штипските плави, кои што има иницијатива, има шанси, има и пенал кој го промашија, меѓутоа нема гол. И да видиме. Жол картон и за Антонио Калановски. Жол картон во редовите на Беласица, четвртиот кој се има предвид и за шефот на стручи штаб, иначе со жолти Размуски, Радојчич и Калановски сега. Бајрами. Топка кон Калановски. Има го на спротивната страна со број 7 слободен Размуски, меѓутоа Калановски се уште го чека, ги чека своите соиграчи. Митевски беше тоа со број 14, Бајрами. Назад кон Георгиев. Да Силва. Бајрами. Радојчич. Крај него е Бакратевски, ја зема ова топка. Мирчевски. Радојчич упарен, меѓутоа прави прекршок. Слободен удар за Брегалница.
Ристенумов, Шоповски. Се още Шоповски. Мартин Стоянов. Ацковски. Удар од далечини и крај голот. Убава беше идејата на Кристијан Ацковски од далечина да го изненади голманот Ѓоргиев. Нијан се решава топката за малку профуче крај стативата на голот да Белашица. Останува во остото од 1:0. Сега судета Костенче бара побрза реакција на голманот Ѓоргиев во исфрлањето на топката, односно негов дегажман. Враќање на топката во игра. Дарко Стојанов. Бајрами Ристенумов. Милушев. Дарко Стојанов во дуел со Радојчиć. Мартин Стојанов. Разновски до Милушев. Милушев кон Калановски. Повторно Милушев. Опасна ситуација по левата страна. Некако зачесте нападите по оваа лева страна, нивна десна брегалница. Грешат играчите на Белашица. Можда за брз контранапад греши и играчот на брегалница, дали беше тоа Шоповски, да, Ристенумов, одличен кон Мартин Стојанов. Пред него е Пановски беше тоа со број 15. Бакрачевски. Шоповски греши. Калановски. Остана Мартин Стојанов да се превиткува. Бара лекарска интервенција, коректно сврлена топката во аут со цел да се укаже помош на повредениот Мартин Стојанов. Се е варат со Мартин Стојанов. Се придига, ќе го продолжи над преварот, а брегалница треба да изведе аут и коректно фер да ја врати топката кон Струмичани и ја враќаат коректно, бидејќи топката беше и во посет на гостинските играчи. И покрај желбата за победа, ферит плејот е на висина на градски во Штип. Шоповски. Може да се контранапад. Лошо го прави тоа Шоповски. Невнимание. Разбовски. Кон Да Силва. Одличен потекна Да Силва. Разбовски. Шири на спортивната страна. Серафимовски. Радојчиć. Митевски. Разбовски во празно кон Ивановски е тоа. Крај на годин Мирчевски. Назад кон Серафимовски. Во казненот простор некаде на пеналтикот бараше некој од своите шпици играчи. И да видиме сега. Судир остана 20 играчи. Бара брза лекарска интервенција судијата Костенчев. Судир на 20 играчи. Додека трае оваа лекарска интервенција и се укаже помош на повредените играчи, да ги соопштам моменталните резултати на останатите средби. Академија Панде Вардар се уште е 0:0, овде на градски во Штип Брегалница Беласица 0:1, во Гевгелија Кожу Силекс 0:2, во Ѓорче Македонија Ѓорче Петро Каменица Саса сега е 4:0, во Тетово Ренова Пелистер 0:2, во Тетово Шкендија Гостивар 1:0, на Борис Трајковски во Скопје Шкупи Кит Го Пекчево 5:0 и без голови во Струга Тримлум Работнички 0:0.
Се уште на тревата забележувам со број 11, тоа е капитенот Ристен Умов, а кај Струмичани не забележувам за кој играч се работи, кој што е повреден. Полека се предигнува Ристен Умов. Судар беше тоа ненамерен на двајцата играчи. Забележувам и замена во редовите на Брегалница. Со број 21 од игри излегува Дарко Додев, а во игра со број 22 влегува Лупче Кудев, најмладиот играч на денешниот надпревар, кој што, за ваша информација, драги гледачи, има 17 години, најмлад играч воопшто на теренот. Лупче Кудев, млад фудбалер кој што со своите игри го привлекува вниманието на фудбалските стручњаци, веќе ги има постигнати првите голови и е голема надеж на штипскиот фудбал. Значи, до судир дојде помеѓу играчот за број 14 Зоран Митевски кај Беласица и капитенот на Брегалница Ристен Умов, со преврзана глава. Дали ќе го продолжи надпреварот или ќе дојде до принудна замена, останува да видиме. Продолжува надпреварот на градски. Брегалница Беласица 0:1 со голот што го постигна бразилецот Робсон да Силва во 50-та минута. Струмичани се во водство и со голема предност да одат понатаму во четвртфиналните куп надпревари. Се подготвува нова замена за секој случај. Овде кај аут линијата е Андреј Кудијан, замена за Ристен Умов, игра на шпиц позицијата. Значи, Ристен Умов не ќе може да го продолжи надпреварот. Сепак да се вратиме на фудбалот, акција на Беласица. Аут за Брегалница. Бакрацевски, Шоповски, Ацковски, кон Лупче Кудев сакаше да го запосли, Мирчевски, Ацковски, убаво во средина, Марти Стојанов, нема офсайд, биеги тоа брза реакција на голманот Димитар Георгиев, сигурно негова интервенција. Ристен Умов го напушта теренот, а со иста декорација, со преврзана глава во игра треба да влезе Андреј Кудијан. Разбоски, Да Силва, Калановски, Бакрацевски, фалираше Калановски, слободен удар за Брегалница и да ја регистрираме и оваа замена.
На местото на Ристен Ума во игра Андреј Кудијан. Марти Стојанов. Се уште води оваа топка Марти Стојанов. Убав центар шут на првата статива, боксува правовремено Георгиев да Силва. Милушев. Калановски. Во празно кон Размовски. Брза Бакрацевски дали ќе го стигне. Упатена топка кон шпицот на нападот, меѓутоа на време на реакција на одбраната на бегалните сега Дарко Стојанов. Коректно исфрла топката, остана еден играч на Беласица, се жали на повреди Дарко Стојанов. Ја исфрли топката во со цел да се види состојбата на играчот на Беласица. Се е вред со него, останува да се изведе аут од страна на Беласица. И овие коректно враќа топката ферплей на високо ниво, а се е вред и со да Силва продолжува. Дарко, не, сепак тој е Митрев. Ацковски. Дарко Стојанов. Дарко Стојанов. Топка во средина кон Кудев беше тоа. Милушев интервенција. Мичковски. Не сепак тоа е Мирчевски беше. А Митрев исфрлува аут. Аут за Беласица. Милушев. Калановски. Митрев. Осемен на средината. Марти Стојанов прави прекршок. Невнимание на Марти Стојанов. Беше осемен. Се реши за дриблинг, при тоа направи прекршок, топка за Струмичкиот прволигаш. Фолиран беше Серафимовски. Калановски, пред него Мирчевски. Кудев во намера да го мине Милушев, ова ја исфрла топката во аут за Мирчевски. Бакрацевски, Мирчевски, Кудијан. Шоповски. Убаво се пета. Убаво минува Лупче Кудев. Да видиме, влегува во казаниот простор, прекрасно кон Нацковски, но беше невнимателен на играчот на Брегалница. Можеше да биде опасно ова за голот на гостите и сега Марти Стојанов организира нов напад. Убав удар од далечина крај топката. Топката оди крај голот. Дегаш Банки виде ова на Георгиев. Останува во осата на Беласица од 1:0. Дегажман, топка на полето на Брегалница. Аут за Беласицки биде ова. Дарко Стојанов во нов аут. Не успеа Ивановски. Ја губи топката сега. Аут повторно за Брегалец
Сега поблизу кон средината на игралиштето. Дарко Стоянов. Митрев, Шоповски. Во средина кон Марти Стојанов, Ацковски. Преигрување, дали ќе стигне Ацковски, стигнуват, ја префрлат топката, ги префрли сите играчи. Останува и ова акција нереализирана. Нова замена кај Брегалница со број 14 во игра. Ќе влезе Марио Наумовски, а излегува со број 10 Кристијан Ацковски. Значи, Марио Наумовски со број 14 во игра на местото на Кристијан Нацковски. Калановски бара прекршок, сепак тоа е Размовски. Митрев, Да Силва. Стигнува и реакцијата судите Никола Костенчев на А, на У, нема да свири прекршоци. Топка во раците на Ѓоргиев. Митрев, Дарко Стојанов, нововлезениот Наумовски, прв контакт со топката. Марти Стојанов, прекршок, токму на средината на игралиштето. Ѓоргиевски, Марти Стојанов, многу обиди, тешко му оди денес на Марти Стојанов, уште во првата минута не реализираше пенал, односно убаво го одбрани гол, ударот од 11 метри голманот на Беласе Ѓоргиев, и како да беше тоа презнак за ова денеска непријатно лошо издание на Марти Стојанов, кој што доста се обидува, меѓутоа ништо не му поаѓа од рака. Од нога. Дарко Стојанов, топка во гол аут. Декаш банки видова на Давид Денковски. Бакрачевски. Наумовски. Шоповски, пред него интервенција на одбраната на Беласица. Серафимовски беше тој изфрлав аут. Марти Стојанов, центар шут на првата статива, нема никој од играчите на Брегалница. Дарко Стојанов, 8. Бакрачевски, нов обид да се организира нешто повеќе, меѓутоа лош центар шут право во рацете на голманот на Беласце Ѓоргиев. Се подготово и прва замена во редовите на Беласица. Со број 6 во игра треба да влезе Александар Коцев. Еве најавената замена. Александар Коцев на местото на 25, тоа е Даниел Радојчиć. Доста добро одработи досега Даниел Радојчиć, еден од по-запазените играчи на Беласица. Меѓутоа, може би Шефки Арифовски размисливи за тоа да го заштити својот играч, кој што
во жарот на борбата може да направи некој непримерен гест, а и веќе има жол картон и затоа може би оваа замена. Мирчевски. Митрев. Не стигна Кудев. Наумовски. Дарко Стојанов. Сите се на половината на Беласица. Притисок на Брегалница да дојде до изрмнување според правилата и пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија. Во случај на нерешен резултат се оди право на изведување на пенали. Нема продолжение, се изведуваат право пенали. Наумовски. Центар Рути ја подлезна стативата Наумовски, а при тоа несигурна, би рекол, интервенција на Георгиев, негово мало невнимание се удри во стативата, но да се надеваме дека се е во ред со голманот на Белица, кој што досега одличува се ја работи својата работа. Уште десетина минути обиди на Брегалница да дојде до изрмнување, ако се има во предвид и она судовско надополување на времето. Шоповски. Бакрацевски не успеа. Дарко Стојанов. Мирчевски. Оди сам Мирчевски по десната страна. Центаршот и имаше контакт со Да Силва, а Милушев изфрла во аут. И да видиме сепак се работи за корнер. Само да запишем, ова е трет удар од аголот. 3:1 во корнери. За Брегалница 0:1 водство на Беласица. На втората статива е одлична интервенција на Георгиев. Неприкосновен пред својот гол во казнениот простор. Има висина, има става, што би рекли старите. И одлични издание на штурмичкиот голман на денешниот надпревар. Како да имаше мало подтурнување од играчот на Брегалница, не го забележа тоа судијата Костенчев. Бакрачевски. Одлични интервенции. Марти Стојанов, меѓутоа навремен осветен од играчите на Беласица. Стигнува Калановски, Размовски, Мирчевски, да видиме аут за Беласица, за Брегалница. Шоповски, Бакрачевски. Повторно Шоповски. Добро се покриени играчите на Брегалница, одлична поставеност на фудбалерите на Беласица. Сите отвори се, би рекол, блокирани, тешко се доаѓа до голот, а они имале обиди со високи нафрлени топки, остануваат плен на голманот на Беласица Димитар Георгиев. Шоповски. Митрев. Кудев. Крај на го Милошев. Изфрла во корнер. Четврти удар од аголот за Брегалница. Внесе мало некој живост во играта со влегувањето на Лупче Кудев. Реков, тој е најмлад, 17 години, меѓутоа се работи за робустен, интересен играч кој што знае да изненади и да постигне гол. Центар шут на првата статива, да видиме. Кудијан беше тоа, на два пати не успеа. На два пати обиди од непосредна близина да се загрози голот или да се турне топката во мрежата на Георгиев, меѓутоа не успеаваат во таа намера играчите на Брегалница. Сега има туркење, влечење и конечно слободен удар. Мирчевски. Шоповски. Марти Стојанов. Наумовски. Шоповски. Во средина и на време
реакција и интервенција на Георгиев. Повторно пред Марте Стојанов ја спасува ова ситуација. Дуел на Размовски и на Мирчевски слободен удар за Белашица. Фолиран со број 7 Дарко Размовски. Крај топката Робсон да Силва. Милушев. Пановски. Георгиев. Топката е сварена в аут. Дали се работи за повреда не видов. Топката беше на спротивната страна. Се бара замена во редовите на Белашица. Калановски излудува аут. И сега најавената замена излегува Робсон да Силва, стрелецот на единствениот гол во игра. Треба да влезе со број 20 Васко Коцев. Кудев, Николовски. Идеална топка за Кудев, нема офсайд, оди сам, крајно го е Милушев, стигнал играчот на Беласици, да видиме жол картон за кого. Драги гледачи, ќе ви простите, но стварно не знам за кого беше овој жол картон. Ќе остане енигма и за мене и за вас. Најверојатно се работи за приговор, а не забележав за кого. Размовски. Крај него е Бакрацевски, враќа кон Денковски и сврла аут. Втор удар од аголо за гостите од Струмица веќе изведен. И да видиме аут за Брегалница. Инаку во теке последната минута се игра 90-та минута и очекуваме четвртиот судија Дејан Младеновски од Скопје да покаже колку минути ќе има на дополнување. Имаше повеќе замени, скоро 5 минути, да. Уште 5 минути, офсет. 5 минути судилско на дополнување на времето, можност, шанса, надеж за Брегалница да постигне гол, да го изравни резултатот и да се надева барем на изведување на пенали. Вака, Беласица е
Во голема предност има водство 1:0 со голот на Робсон да Силва во 50-та минута и се уште успева да одолее на сите притисоци на Брегалница. А еве реков, уште неполни 5 минути надеж за штипските плави. Шоповски. Немат идеја. Играчите на Брегалница е вратена топка кон Денковски. Реков добро покрива Стојничени. Сите отвори се затворени, блокирани, не им даваат можност на играчите на Брегалница да припарат кон касетниот простора. Сите оние центар шути, високи топки се плен на голманот. Сигурниот, доста сигурниот Денефе Георгиев. Дали има офсайд? Да. Да. За доцата реакција на Александар Коцев, прерано втрча, офсайд, можност да се организира нов напад на Брегалница. Шоповски, Дарко Стојанов. Николовски беше тоа, Шоповски. На спротивната страна ми се чини тоа Георгиевски, дали ќупати центар шут на првата статива. Кудијан, Мартин Стојанов бие лошо го прави тоа. Лошо го прави тоа и останува резултатот 0:1 водство на Беласица. Додека се уфали топката во игра, да ги соопштам резултатите на останатите 8 на финални средби. Значи, во текст Академија Панда Вардар 0:0, Брегалница Беласица 0:1, Кожуг и Гелис Иликс 1:3, Македонија Ѓорче Петров Каменица Саца 6:0. Ова е коначен резултат, значи Македонија Ѓорче Петров оди во четвртфинале, Ренова Пелистер 2:2, Шкендија Гостева 1:0, Шкупи Кит Гопекчево 5:0 и се уште без голови во Струга Тримлум Работички 0:0. Овде 0:1 на градски последни надежи за Брегалница, последни напади атаци кон голот. Шоповски нема решение и едноставно. Кудијан беше осамен, меѓутоа не стигнала топка до него. Сигурно интервенција, плен во рацете, топката во рацете на Димитар Георгиев. Калановски, Мирчевски, Размовски. Калановски. На него оди Кудев. Милушев. Назад кон Пановски. Георгиев. Мирчевски. Калановски фаулира. И подигнато знаменцето, офсайд. Бакраци си ја престапува топката кон голманот Давид Денковски, тој да уфали. Сите се во казениот простор на Беласици, да видиме последни атаци кон голот на Ѓоргиев. Шоповски веднаш од прва кон Лупче Кудев, кој е во казениот простор. Центар шут не стигнува Андреј Кудијан, а што е сигурно е Серафиновски исфрла во корнер. Јубилеен пети корнер на денешниот надпрва за Брегалница, 5:2 во корнер, меѓутоа резултатски 0:1 водство на Беласица. Центарчут на првата статива и сврлена е топката, оди таа во аут за Брегалница. Митрев ќе уфрли топката. Се би се брзо на играчите на Брегалница. Нема скоро 40 минути да постигнат гол и сега шести корнер. Шоповски се упатува кон корнер знаменцето. Последни атаци, еве го забележуваме и голманот Давид Денковски, оди во казнениот простор, а кај Беласица се подготвува замена. Дали ќе дозволи Костенчев? Излегува со број 19 Зоран Ивановски.
а во игра со број 5 влегува Давид Стојков. Да видиме што ќе направат играчите на Бергалница. Последна шанса, последна можност, корнер, Шоповски крај топката и Давид Денковски, голманот на Бергалница, пред голот на неговиот колега Ѓоргиев. Центар шут и Ѓоргиев, интервенција, сигурен, ја фаќа ова топка, што е сигурно, сигурно е, и секој момент очекуваме крај, да. Овој момент судијата Никола Костенче свири крај на осмина финалниот надпревар Бергалница Белашица 0:1. Стрелец на единствениот гол Робсон да Силва во 50-та минута. И да видиме непријатности на крајот. Костенчев го спречува Милушев. Имаше некој обид, меѓутоа сепак ќе кажам дека ова беше фер, коректен надпревар, сосема заслужена победа на играчите на Белашица, кои знае зошто се додени во Штип. Сигурна игра ги блокира сите приводи кон голот на Ѓоргиев, а Ѓоргиев можеме да го прогласиме за јунак на овој надпревар, кој што уште во првата минута стави до знаење за како голман се работи, го одбрани ударот од 11 метри, оправдано досадено на судата Никола Костенче, меѓутоа Марти Стојанов шутираше, Ѓоргиев сигурно интервенираше одбрани и ја води неговата екипа понатаму пласман во четвртфиналето. Да ги проверам резултатите на останатите средби. Дали сигурно се завршени. Овде на Градски во Штип Бергалница загуби 1:0, гостите од Струмица одат понатаму. Значи, Академија Пандев 0:0, Академија Пандев Вардар 0:0. Бергалница Белашица 0:1. Понатаму оди Белашица. Кожук Силекс 1:3. Ако остане вака, Силекс продолжува. Македонија Ѓорче Петров Каменица Саса 6:0. Екипата на Македонија Ѓорче е четвртфиналист. Ренова Пелистер 2:2. Ќе има изведување на пенали. Шкенде гостува 1:0. Шкенде оди во четвртфинале. Шкупи Кит Гопекчево 5:0. Екипата на Шкупи е четвртфиналист и засега се уште на дополнување во Струга Трим Лум работнички 0:0. Ако остане вака и таму ќе се изведуваат пенали. Значи, толку од мене, драги гледачи, на градскиот стадион во Штип. Бергалница Белашица 0:1. Да повторам, стрелец Робсон да Силва во 50-та минута. Бергалница во првата минута не успеа да постигне гол, откако голманот на Белашица Димитар Ѓоргиев сигурно го одбрани ударот од Марти Стојанов и со што ја Белашица води во понатаму во четвртфиналето на Македонскиот куп. Поздрав од Градски и од мене, од екипата која го реализираше овој пренос, дечките од телевизија Емнет и Фудбалската федерација на Македонија. До следно видување, остарате со здравје и уживајте во нашите програми. Пријатно!